Целосно е изгаснат пожарот кој вчера изби на територијата на општина Желино, во атарот на селото Церово, и кој во вечерните часови се прошири кон местноста Карпалак покрај автопатот Скопје, Тетово, информираат од Дирекцијата за заштита и спасување. Во неговото гаснење учествуваат територијалната противпожарна единица Тетово и бригадата за противпожарна заштита на град Скопје. Од Дирекцијата за заштита и спасување упатија благодарност до пожарникарите од двата града кои, и покрај ноќните услови и тешко пристапниот терен, успеа да го локализираат и изгаснат пожарот. Во моментов се активни 4 пожари на отворен простор, кои се под целосна или делумна контрола. Во текот на вчерашниот ден, целосно се изгаснати 29 пожари низ државата. Од септември 2026 година повторно ќе започне со работа средното полициско училиште, најави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Тој истакна дека ова е чекор кон системско зајакнување на полицијата и создавање стручен кадар од најрана возраст. Тошковски појасни дека секој кој ќе се запише и успешно ќе го заврши образованието во рамки на полициската академија, односно средното полициско училиште, ќе има загарантирано вработување во Министерството за внатрешни работи. Првично, ќе се овозможи интеграција на ученици кои ја завршиле втора година во други средни училишта, а потоа ќе продолжат со школување во трета и четврта година во специјализираното полициско училиште. Председателот на Србија, Александар Вучик, најави нови мерки за подобрување на животниот стандард, вклучувајќи и уредба со која се ограничуваат трговските маржи на максимум 20% за околу 3000 производи од 23 категории. Станува збор за основни прехранбени и хигиенски производи, како брашно, масло, месо, млеко, јајца, тестенини, шампони, пасти за заби и други. Вучик нагласи дека 4 најголеми малопродажни синџири во Србија моментално имаат маржи над 45%, а новата мерка ќе придонесе кон значително намалување на цените и олеснување за граѓаните. Министерството за трговија потврди дека уредбата е веќе усвоена од владата. Во изјава за актуелните настани, Вучик зборуваше и за протестите и тензиите во Нови Сад. Апелираше за диалог и мир, посочувајќи дека граѓаните се помалку расположени за насилство. Мојата рака останува подадена за разговор, дури и со тие што сакаат да не изгорат, рече тој. Германскиот канцелар Фридрих Мерц изјави дека директни разговори меѓу рускиот председател Владимир Путин и украинскиот председател Володимир Зеленски нема да се одржат. И покрај обидите на администрацијата на Доналд Трамп да поттикне мировен договор за Украина. И покрај тоа што беше договорено на средбата меѓу Трамп и Путин, кога сите бевме во Вашингтон беше јасно, нема да има директна средба Путин, Зеленски, рече Мерц пред вечерата со францускиот председател Емануел Макрон во неговата летна резиденција. По неодамнешната средба со европски лидери во Белата куќа, Трамп тврдеше дека договорил состанок меѓу Путин и Зеленски, но Москва веднаш ги намали очекувањата, истакнувајќи дека такво нешто не е на повидок. Изјавата на Мерц доаѓа по рускиот воздушен напад врз Киев, во кој загинаа најмалку 23 лица, меѓу кои и 4 деца. Трагедија се случи во полскиот град Радом, каде во текот на вчерашните подготовки за аеромитинг се урна воен авион F-16. За жал, пилотот го загуби животот, потврди портпаролот на владата, Адам Шлапка, преку објава на социјалната мрежа X. Несреќата се случила околу 17 часот и 30 минути, кога авионот се урнал на пистата, непосредно пред почетокот на викенд манифестацијата. Како последица, аеромитингот што требаше да се одржи во Радом е откажан. Вице-премиерот и министер за одбрана Владислав Косињак Камиш веднаш стапил во контакт со премиерот и се упатил кон местото на несреќата, соопштија полските власти.